Немногу одамна амбасадорите на Велика Британија, Холандија и Соединетите Американски држави со вриките во раце им покажаа на градските власти, јавното претпријатие комунална хигиена и на граѓаните, колку убаво изгледа кеот на Вардар кога е исчистен од ѓубрето, кое несовесните граѓани го расфрлаат насекаде. Со еколошката акција беше испратена порака до сите за зголемување на еколошката свест, како и порака до надлежните за поставување на поголем број на канти за отпадоци и ангажирање на повеќе лица кои ќе се грижат за хигиената во градот. Во обид да го лоцираме проблемот, остваривме контакт со портпаролот на јавното претпријатие комунална хигиена, која вели дека задача на вработените во ова претпријатие е да го собираат само ѓубрето од контейнерите, а не околу нив, и тоа еднаш дневно. Сепак, работејќи според оваа утврдена динамика, во Скопје се создава слика на нечист град со преполни контейнери. Од претпријатието велат дека вината ја гледаат во лошите навики на граѓаните, кои не се двоумат пред отпадот да го фрлат на улица, во парковите или во Вардар. Со цел редовно чистење на кеот на Вардар, градот ангажираше 35 работници, кои деновиве активно работат на расчистување на отпадот, но прашањето е дали останатите делови од Скопје ќе бидат подеднакво истретирани со засилена екипа и работна механизација. Од комунална хигиена велат дека потребно е зголемување на бројот на вработени, како и обезбедување на дополнителна механизација, нешто за што неудамна во интервју за Прва Скопска зборуваше и градоначалникот Петра Шилевов. Барајќи одговорност за лошата слика со хигиената во Скопје, стигнавме и до општинските комунални инспектори, кои се недоволно присутни на терен за да превенираат или да санкционираат прекршители на законот за јавна чистота. Дел од општините имаат и сопствени комунални претпријатија и сезонски работници, кои покрај ангажманот не ја подобруваат еколошката состојба во скопските населби. Од јавното претпријатие комунална хигиена потсетуваат дека заедно со град Скопје во текот на годината организираат еколошки акции во сите скопски општини, кои покрај примарната цел да го исчистат градот, имаат за цел да ја подигнат еколошката свест кај граѓаните.